Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека ќе им ја укине помошта на земјите ако гласаат за резолуцијата на Обединетите нации, во која се осудува неговото признавање на Ерусалим како главен град на Израел. Генералното собрание ретко одржува воредни седници. Денешната е по барање на арапските и муслиманските држави за контроверзната одлука на администрацијата во Вашингтон. Иако резултатот од гласањето на 193 членото Генерално собрание не е обврзувачки, сепак според експертите испраќа своевидна политичка порака. Порака упати и американскиот председател Доналд Трамп пред гласањето до оние што ќе бидат против неговата одлука. For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly. They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. Thank you, Mr. President. Претходно и американската амбасадорка во Обединетите нации Ники Хејли најави дека Соединетите држави ќе ги бележат имињата на земите кои гласаат за резолуцијата со која се осудува одлуката за Ерусалим. Шефот на палестинската дипломатија Ријат Ал-Малки го обвини Вашингтон дека со закани ги заплашува членките на Генералното собрание на Обединетите нации поради осудата на неговата политика. Турција и Јемен побара од Генералното собрание да се изјасни откако Соединетите држави ставија вето на нацрт резолуцијата што ја подготви Египет за Советот за безбедност на Обединетите нации. Преостанатите 14 членки на Советот гласаа за. Палестинците сметаат дека Ерусалим треба да биде главен град на нивната идна држава. Израел го анектира источен Ерусалим и го прогласи за главен град, потек кој никогаш не беше прифатен од меѓународната заедница.